Борбата на македонците за своја државност се јави во рамките на големата источна криза од 1875-1878 година, која за Македонија се завлече до 1881 година. До тогаш македонците кренаа две востанија, Разловечкото и Кресненското, и формираа национално собрание и привремена влада на Македонија, кои побараа признание од страна на Европската комисија за реформи на Европска Турција и од европските сили, согласно членот 23 од Берлинскиот договор. Македонските востанички и политички институции не добија признание и борбата за слобода и автономија на Македонија не беше легитимирана од страна на европските сили. Главниот фактор кој застана против востаничките борби и политичките настојувања на македонците да формираат своја посебна политичка единица на Балканот, од големата источна криза па се до балканските војни и поделбата на Македонија на трите соседни балкански држави, беше Царска Русија. Имено Царска Русија покрај Австро-Унгарија беше една од двете главни држави од кои зависеа политичките промени на Балканот. Таа нејзина улога беше призната од страна на европските сили по Парискиот мировен конгрес, со тоа што беше утврдено дека која да е политичка промена на Балканот може да стане со согласност на двете директно заинтересирани сили, на Царска Русија и на Австро-Унгарија. При тоа, доколку промената ги засега интересите на другите сили, тогаш тие мора да бидат прифатени од сите сили, тоест од така наречениот европски концерн. Во таа улога Царска Русија секогаш настојуваше да доминира на Балканот, како во однос кон Австро-Унгарија, така и во односите со другите европски сили, сметајки на православниот карактер на најголемиот број балкански држави и народи и на нивната мнозинска словенска припадност. Если говорить о русской политике на Балканах в целом, то, конечно, нужно выстроить какую-то хронологическую парадигму. И тогда мы поймем с вами, что прежде всего надо начать с определения русских интересов на Балканах. Они были тесно связаны со средиземноморской политикой России, поскольку Петр I, как это хорошо известно, еще после заключения или вхождения России в Священную Лигу, думал о том, что Россия когда-нибудь станет не просто черноморской, а средиземноморской державой. Стать средиземноморской державой России не удалось ни в XVIII, ни в XIX, ни в XX веке, но тем не менее приблизиться к этой идее в общем удалось в XIX веке после того, как Россия обрела союзников на Балканах. Концептот на Царска Русија за нејзино влијание или нејзина доминација со Балканот беше концепт на создавање на една голема балканска држава, која што би била сателит во однос на руската политика, што значи спроводник, трансмисија на руските интереси на Балканот. А Балканот на тој начин се јавуваше како животно најзначаен сектор од руските интереси, бидејќи тој беше појасот кој што ги допираше мореузите, Босфорот и Дарданелите. Секогаш една од главните теми, главните мотиви на Русија, нив да ги владее, со што Русија практично можеше да претендира да стане голема европска сила. Врз таа основа, пред да букне големата источна криза од 1875-78 година, уште во 60-тите години на 19-тиот век, кога се јавија востанијата во Херцеговина и на островот Крит, Русија се определи целосно да го испочитува факторот на национално-слободителните движења на балканските едноверни и едноплемени народи и не жртвувајќи ги своите великодржавни интереси, да се наметне како главен политички фактор на Балканот. Но в качестве такого аргумента, что для России были важны балканские народы, я приведу один и только сюжет, связанный с Крымской войной, катастрофой для России, когда ее задвинули, выражаясь современным языком, в Азию, туда, где она должна быть, как считали европейские великие державы, когда это была репетиция такой антироссийской мощной войны. И тогда новый министр иностранных дел России Горчаков в своих записках к Александру II писал: мы должны найти новых союзников.
Нас предали все старые союзники. И самый главный – Австрия, с которой мы долгие годы не воевали, до 2014 года. И была разработана новая концепция. В сущности, Горчаков пишет о том, что у России два союзника могут быть, поскольку нельзя положиться ни на нашего верного прежнего союзника Австрию, у которой у нас очень много общего. Это две континентальные империи, без заморских колоний, полинациональные, поликонфессиональные, охранительные, в смысле христианской концепции, антиатеистические, антиреволюционные. И мы теряем этого союзника. Что тогда? Горчаков говорит, есть новое совершенно государство, оно только-только формируется, оно ведет сейчас войну, называется оно Североамериканские Соединенные Штаты. Мы можем попытаться привлечь на свою сторону это слабое, молодое, но перспективное государство. Именно Балканот Русија го сметаше како стратегиски важен столб на сопствената безбедност и на својот престиж како европска сила. Од Балканот можеа да се контролираат морските теснини, Дарданелите и Босфорот. Тие пак го предопределуваа статусот на црноморските држави, во таа смисла и на Русија, со тоа што можеа неа да ја направат изолирана и затворена држава во црноморскиот базен, да ја исклучат од европските настани процеси, при туѓа и непријателска контрола над споменатите теснини, или пак Русија да ја вклучат во сите европски промени, како голема сила, при пријателски наклонети и поврзани со неа балкански народи и држави. Официальная Россия, которая на протяжении, по сути дела, всего XIX века, в силу ряда обстоятельств, то есть это прежде всего, конечно, геополитические интересы России, которая стремилась укрепиться на подступах к Босфору и Дарданеллам, что было очень важно в стратегическом и экономическом отношении. Кроме того, были еще сюжеты, связанные с общностью этнической, то есть это были славяне южные, которые были этнически родственны русским, и, наконец, общая религия, православие, что особенно относилось к южнославянскому населению, о котором мы сейчас с вами говорим, а также к сербам-черногорцам. Токму поради тоа, царска Русија се определи да ги помага и промовира балканските ослободителни движења. Таа вложи многу средства во Херцеговското востание од 1860 година и во Критското востание од 1867 година, залагајќи се за реформи и за автономија на тие провинции. Во тие исти 60 години, кога духовите на балканските народи беа вознесени од успехот на италијанското национално ослободување и обединување и од обединувачката улога на Пиемонт, Русија почна да врши пропаганда сред балканските народи, да се обединат во борбата против Турција, при што се зафати Србија со кнезот Михајло Обреновиќ да ја одигра пиемонтската улога во обединувањето и во предводништвото на балканските народи со девизата «Балканот на балканските народи». За таа цел руската дипломатија на Балканот проработи на формирање сојуз меѓу балканските држави и на балканските движења, на оние народи кои немаа своја држава во тоа време, какви што беа бугарите, албанците и македонците. Кога стануваше збор за македонците, но и за албанците, тие во национално-политичка смисла, во седмата деценија на 19 век, беа позаостанати во споредба со другите, вклучително и со бугарите. Меѓутоа, руските дипломати, посебно Михаил Дурново, добро ги познаваа македонските револуционерни јадра и личности какви што беа Димитар Поп Георгиев Беровски, Илјо Малешевски, Попот Бувски Костадин Трпков, Стојан Везенков и други, така што во таа прва балканска конспирација, насочена кон обединета балканска борба, беа вклучени и македонците. На таа основа се сметаше дека Македонија, која што во 60-тите години на 19 век пројавуваше интереси за од политичка природа, настана еден процес на будење на македонците во тој период. Прашањето што се македонците, кои се нивните идеи или слично, заклучи дека Македонија тешко може да се одржи самостојно на Балканот, од проста причина што околните народи се проникнати со своите институции и со своите интереси во Македонија. Стануваше збор за грчките интереси во Македонија, стануваше збор за српските интереси во Македонија и стануваше збор за бугарските интереси, без оглед што Бугарија немаше своја држава во тој период во 60-тите години, но имаше едно понапредно движење кое што
имаше во план интересите на Бугарија да ги заокружи со едно кнежество бугарско и слично. Кога Русија размислуваше за тоа што треба да произлезе од таа општа борба, во незината тогашна визура се гледаше еден вид Балканска конфедерација меѓу 4 тогашни балкански држави – Србија, Романија, Грција и Црнагора, при што Србија се претпоставуваше како најголема балканска држава, која под својата династија би ја обединила и Бугарија во еден вид дихотомна државна структура со 2 собранија и 2 администрации, како Србо-Бугарија, во чиј состав би била вклучена и Македонија. Произлегува дека во 60-тите години на 19-тиот век била планирана голема Србија, од Дунав до Места, во чиј состав би била и Македонија без посебно планиран статус. Србија беше планирана како тој централен фактор и таа доби мисија да ги организира сите конспиративни кружоци, незадоволни елементи од поробените народи и да ги крени во едно општо повстание против Турција, и во таа смисла настана еден период во кој се воспоставија соработки, например, меѓу Србија и албанското движење, Джелал Паша како еден субјект на тоа албанско движење, меѓу Србија и македонските конспиратори, во кои влегува, например, Димитар Попгеоргиев и дедо Илјо Малешевски, попот Константин Трпков, Бувски, Стефан Николов од Бесвина и слично. Во исто време Србија стапи во врска и со бугарската легија на Раковски и се планираше едно во тоа време опширно српско-бугарско уредување, со тоа што внатре во внатрешниот систем би имало собрание српско и бугарско, династијата би била српска, а Македонија би била сегмент внатре во таа една обширна држава. За таа цел Русија на Србија, за незината пиемонтска мисија на Балканот, и одобри кредит од 300.000 дукати, 100.000 парчиња разно оружје и поголем број руски војни специјалисти и инструктори, кои требало да ја реформираат и подготват српската армија за споменатата улога. Токму тој факт на веќе склучен Балкански сојуз ги алармира западноевропските сили кои на Србија преку Андраши и било порачано дека Австро-Унгарија и Франција се противат на тој сојуз и на неговите намери и отизад противењето стојат и Англија и Прусија. Дополнително, на Михаил Обреновиќ му било ветено дека Србија без борба ќе се ослободила од турските гарнизони сместени по српските градови и дека ќе ја добијала Босна под своја управа. Михаил Обреновиќ се откажал од претходно преземената улога, зашто во мај 1869 година во атентатот платил со глава. Така ништо не испаднало од српската пиемонтска улога, во која Македонија не беше предвидена со посебно место во царско-руската концепција за Балканот. Значит, после смерти князя Михаила, начала 70-х годов, начинается некоторое изменение этой позиции и начинается более активная поддержка болгарского национального движения. Особенно это ярко выразилось в период русско-турецкой войны 1977-1978 года и планов создания Сан-Стефановской Болгарии. Во 70-тите години, кога балканските народи кои беа под турска хегемонија се кренаа на востанија и кога Србија и Црнагора ја објавија војна на Турција, Русија одново застана зад балканските народи, барајќи автономија за размирените балкански провинции. В XIX веке, вообще хотела бы сказать, что политика Российской империи, проводимая через своих консулов, она была направлена на то, чтобы поднять славянское самосознание у тех славянских христианских народов, которые проживали на веренных консульству территориях. Во редот на востанатите народи застана и македонците, со своето разловечко востание од мај 1876 година. Сите востанија на балканските народи трпеа тешки загуби, а Србија се најде пред тежок пораз и пред губење на државноста. Во тие околности Русија се закани со војна против Турција и на тој начин издействува конференција на европските сили во Цариград. Второе направление связано с собственно русскими интересами. Однажды на одной из балканских конференций один из балканских ученых гневно стал говорить, обращаясь к нашей делегации российской,
о том, что Россия всегда преследовала на Балканах свои имперские интересы и проводила там имперскую политику. В голосе его звучала обида необыкновенная. В ответном своем слове, поскольку мой доклад был следующим, я сказала, что да, Россия проводила на Балканах, пока она была империей, имперскую политику и никакой другой проводить не могла, потому что она была империей. Когда она перестала быть империей, она перестала проводить имперскую политику. Руската концепција за решавање на балканската криза се состоеше во барање автономија за Босна и Херцеговина, во зачувување на државниот статус на Србија и Црнагора антебелум и во формирање на две големи области на исток и запад, наречени Бугарија, во кои беше вклучена и Македонија. Имено царска Русија во 70-тите години од 19-тиот век, по пропаѓањето на така наречената српска пиемонтска улога, заигра на картата на бугарското движење, планирајќи да создаде голема бугарска држава на Балканот, која би ги опфаќала териториите над и под Балкан планина и источно и западно од Струма, вклучувајќи ги земјите на Мизија, Тракија и Македонија со делови од Моравско. Таа руска концепција за Балканот, која царска Русија една година подоцна ќе ја наметне со силата на своето оружје, во екот на руско-турската војна од 1877-78 година, всушност беше руски проект за создавање на сателит држава, толку многу потребен заради незините државни интереси, сврзани со Босфорот и Дарданелите, и со незиното политичко присуство на Балканот, со што можеше битно да влијае врз европските настани. Од становиште на внатре-балканските односи, руската политика и акција за создавање на голема Сан-Стефанска Бугарија значеше на една страна маргинализирање на другите балкански држави и народи и занемарување на нивните аспирации и интереси за проширување и развој, а од друга страна, внатре во така замислената бугарска држава, тој проект означуваше еден вид остварување на така наречената пруска улога на таа држава, која би ги обединила оние народи кои реално или вообразено ги сметаше за бугарски. По документам русские консулы писали, что славяне в Битоле, они их называли болгарами. Есть опубликованные документы вице-консулов Австро-Венгрии, и вице-консулы Австро-Венгрии называли славянское население Битоля и Битольских региона славяне Болгария. Тој проект на царска Русија не доживеа ниту промоција, ниту признание. Спротивно на тоа, беше оценет и отфрлен како проект кој ги надминува бугарските национални граници, укажувајќи дека западно од линијата Курча-Балкан, кај Отранскиот залив и Врање, нема бугари, туку други народи. Тој концепт на Сан-Стефанска Бугарија никогаш не заживеа. Беше исправена Русија пред опасност од Европска војна и на тој начин беше приморана да се согласи, независно што Сан-Стефанскиот договор беше билатерално подпишан од страна на победничката Русија и победената Турција, да седни на конгресна маса или на маса со другите европски земји, па да се види што се може да пројди натаму. Сан-Стефанскиот руско-турски прелиминарен договор со големата Сан-Стефанска Бугарија како негова средишна идеја беше отфрлен од страна на европските сили на Берлинскиот конгрес и како руски претенциозен проект со кој превосходно се стимулирале и поддржувале руските и пансловенските интереси. Во меѓувреме беше склучен еден така наречен лондонски договор меѓу Русија и Англија, каде што се констатира во лондонскиот договор, тоа значи обратно Англија и диктира на Русија дека надвор од линијата Курча-Балкан-Врање, а тоа значи кај Кавала од Транскиот залив, една линија до Врање, западно, пишува во тој договор, нема никаква Бугарија, нема бугарски земји, туку од таа линија западно ќе се регулира според националниот принцип, каде што Европа не признава дека постојат бугари. Ултиматумот е прифатен, бидејќи се соочува со европска војна Русија и се случува Берлинскиот конгрес. Со договорот донесен на тој конгрес, беше формирано мало бугарско кнежевство од Балкан планина до Дунав, а јужно од таа планина до Родопите беше формирана административна автономна област Источна Румелија.
Босна и Херцеговина беше ставена под управа на Австро-Унгарија, на што Русија се имаше согласено претходно, уште во 1876 година, како компензација за незин неутрален и благонаклонет став кон планираната руско-турска војна. Македонија и понатаму беше оставена под турска власт, со ветени реформи за еден вид административна автономија во рамките на империјата. Со Берлинскиот договор, македонското прашање и понатаму остана нерешено и незасегнато од руските настојувања, но остана неизвестна и неговата иднина. Македонците пак, оставени под жестоката и произволна турска власт, протестираа против неправедната Европа и непризнателната Русија, кои не ги испочитуваа борбата и жртвите за слобода и самоуправа на Македонија, ниту пак го признаа придонесот на македонските доброволци во руската армија на бојното поле од Дунав до Едрене. Поради таквиот однос, македонците ги оценија ветените реформи со членот 23 од Берлинскиот договор како глупава фраза и решија да кренат општо востание, со надеж дека европските сили ќе го сменат решението за Македонија, поставувајќи ја во правец на нејзина политичка автономија. Во октомври 1878 година беше кренато македонското востание, во историографијата познато како Кресненско востание. Тоа востание траеше од 5 октомври 1878 до 2 мај 1879 година, зафаќајќи ги областите во Џумајско, Разлошко, Петричко, Мелничко, Неврокопско, Серско, Демирхисарско, Малешевско и реонот на Каршијакот. Во текот на востанието било ослободени 54 населени места со над 35.000 жители, во кои функционирале органи на востаничка и на цивилна власт. Целта на востанието била да се ослободи цела Македонија и да се формира автономна управа или посебна политичка единица, ако тоа го дозволат европските сили. Тие сили не го одобрувале востанието, сметајќи го како дело на руската команда во Бугарија, заради рускиот интерес Македонија да се приклучи кон Бугарија. Меѓутоа, на Русија и станало многу јасно дека идејата за голема балканска држава, во случајот за голема Сан-Стефанска Бугарија, конечно е погребана и поради тоа била мотивирана недвосмислено да даде до знаење дека македонското востание не било нејзино дело, односно дека таа немала намера да стимулира каква било политичка самоуправа на Македонија. В целом, Россию устраивали стабильные Балканы, стабильные. Как достичь этой стабилизации? Вопрос был, в общем, всегда скорее тактики, чем стратегии. Это могли быть Балканские союзы в определенном уровне. Это могли быть жесткие требования со стороны России не поднимать антитурецких восстаний, как это было, например, после заключения Ункерско-Лисийского русско-турецкого союзного договора, когда попытка черногорцев, например, подняться была очень жестко. Во таа насока рускиот император Александар II наредил руските војни власти во Бугарија да расчистат со македонското востание, кое го нарушувало авторитетот на Русија и на самиот руски император. Постапувајќи по таа повелба, командантот на пограничните руски сили, генералот Михајловски, се обратил до рускиот генерал Ибрахим Паша со понуда двете страни да го задушат востанието. Турската страна не го прифатила рускиот предлог, предпочитајќи да не си има одново работа и компликации со руските сили, повеќе јасно дефинираната одлука на Берлинскиот двор дека Македонија и натаму останува дел на турската држава. Во секој случај, турските власти и од Русија и од другите европски сили добиле одврзани раце да се справат со македонското востание, како ќе сметаат за сходно. Со артилериски и пешадиски сили и со броен баш и бозук, востанието било крваво задушено, а цивилното население жестоко убивано и протерувано надвор од Македонија. Сепак со македонското Кресненско востание и со повеќе политички акции на македонците, во следните 2 години, во 1880 и 81 година, македонското прашање не згаснало. Спротивно на тоа, останало да штрчи и се повеќе да се наметнува во политичките преокупации на европските сили, а посебно во преокупациите на царска Русија, поради незината заинтересираност конечно да ги стави под своја контрола состојбите на Балканот. Во тој склоп Македонија за Русија се јавуваше како невралгична тема, бидејќи незиното доделување на една балканска држава, како идеја за голема проруска сателит држава, веќе беше мртва политика.
Што да се прави со Македонија и како да се постапува со Балканот во руски интерес, беше чворното прашање на кое Русија требаше да си одговори во текот на 80-тите години од 19-тиот век. Пропаѓат со Берлинскиот договор концепциите на Русија на Балканот да создава голема проруска држава. И тогаш сваќа практично Русија дека не може да варира иста идеја и понатаму. И тогаш размислува за еден период од едно 7-8 години да ја концептуализира својата балканска политика. Во таа насока, токму во 1886 година, падна решението за Македонија и беше најден одговорот за моделот на идната балканска политика на царска Русија. Имено тогаш високо поставениот руски дипломат и таен советник на рускиот император Нелидов во допис до императорот Александар III предложил Македонија да не ја нудат и даваат цела на ниту една балканска држава, туку неа да ја поделат на трите соседни држави, на Србија, Бугарија и Грција, тогаш кога тие ќе се приклонат кон Русија, влегувајќи во руската политичка орбита на Балканот. Меѓутоа, таа поделба мора да биде врамнотежена, да биде извршена тогаш кога сите влади на балканските држави, особено грчката, тогаш е премиер Трикупис еден, кога ќе се свртат услужно кон руската политика и кога согледувајќи дека Русија ги задоволува нивните интереси и ги врамнотежува, ќе бидат нивни сателити и идејата да се создаде Балкански сојуз, значи да се создаде спогодба меѓу Србија, Грција и Бугарија под патронатот на Русија, е замената за една балканска држава, проруски ориентирана, огромна, која што е нереална. Таа и таква руска политика ја предодреди на тамошната политичка судбина на Македонија и на македонците. Во односното време, за да стане реална и спроведлива споменатата руска политика, требало да се преземат редица активности и мерки кои ќе ја подготват Македонија за идната поделба. На прво место, требало да се води сметка за интерполација на интересите на Србија, на Бугарија и на Грција во Македонија и во македонските работи. На второ место, било потребно да се дозираат и да се зонираат интересите на трите држави, со определување на областите за секоја од нив и со определување на поддршка за различни видове на институции на трите балкански држави, кои требало да се инсталираат во македонското општество. А како најважно, било потребно будно да се следи се што ќе се случува во самото македонско општество и се што ќе планираат и преземаат македонците, за да не се дозволи развој на нивно посебно политичко движење со цели кои ќе и пречат на руската политичка постановка за Македонија. Во врска со првото, користејќи го така наречениот милецки систем на турската држава, било потребно да се поддржат трите балкански држави, да добијат од султанот и од властите назначување на нивни владици, цркви и училишта и да имаат слобода да се грижат за своите македонци, тоест за сите оние македонци кои ќе станат приврзаници на црквата и на другите институции на балканските држави, како на пример на грчката патриаршија или на бугарската екзархија или пак на српската патриаршија. И вот благодаря русским консулам, вот македонские жители Македонии, славяне, они начали себя ощущать частью общеболгарского движения за свою церковь, за преподавание болгарского языка. И когда в 1870 году была объявлена экзархия, началось вот это движение за присоединение к экзархии. Преку тие мерки Русија прилично многу помогнала бугарската пропаганда да се прошири во Пиринскиот и Вардарскиот дел на Македонија, а грчката пропаганда да се стабилизира во Егејскиот дел на Македонија. На српската пропаганда и беше помогнато да се воспостави во одделни региони од северозападна Македонија, посебно во Скопско и Кичевско.
На таков начин, всушност, повеќе или помалку, беа зонирани териториите и линиите на идната поделба на Македонија, на што подоцна, кога таа поделба стана актуелна, беше помагано и во постигнувањето на политички договор меѓу Србија и Бугарија со сесрдно и постојано учество на руските дипломати во Белград и Софија. Со воведувањето на бугарски, српски и грчки цркви, училишта, школи, спомагателни и други установи, кои го корумпираа и фракционираа македонското население, лека полека се цепеше и се спротивставуваше самото македонско народно тело, во кое од ден на ден се јавуваше по некој нов и подлабок расцеп. Со време, раздорот, омразата и судирите станале македонско секојдневие, вешто раководено и манипулирано, како од страна на трите балкански централи, така и од страна на самите турски власти. Не беше непознато жителите на едно село еднаш да припаѓаат на грчката црква и да се македонски грци, а друг пат да се екзархисти, тоест македонски бугари. Или членови на исти фамилии, дел да се бугари, а дел срби. Имало многу случаи, каков што бил примерот и со скопскиот чорбаџија и трговец Хаджи Ристиќ, кој своите 3 сина ги запишал еден во бугарско, друг во српско, а трет во грчко училиште, каде што се адаптирале на трите балкански национални групи. Соседни села или делови од исти села знаеле да бидат со различни националности, иако нивните жители биле од исти родови и фамилии. Жителите на градовите пак редовно припаѓале на секоја од трите балкански национални фракции, со појава на често менување на групата. Тие појави во Македонија во суштина соодветствувале на руската политика и во значајна мера биле резултат на незината улога и интервенција во македонските работи и во политиката на турската власт кон пропагандите во Македонија. Меѓутоа, само 7 години по дефинирањето на руската политика за поделба на Македонија на трите балкански држави, на 23. октомври 1893 година, 6 представници на младата, втора македонска револуционерна генерација во Солун го формираа Македонскиот централен револуционерен комитет со цел да го организира и предводи македонското население за стекнување политичка автономија на Македонија, согласно членот 23 од Берлинскиот договор. Тие прво апостоли на внатрешната македонска револуционерна организација, сваќајки дека македонското општество е расцепено на фракции од страна на балканските соседни држави, од нивните цркви, училишта и пропаганди, дека раздорот во народното тело се внесува намерно и од страна на самите турски власти и дека сето тоа го поттикнува и стимулира царска Русија со незината политика за поделба на Македонија. Застана на идејата за општа револуционерна борба на сите народности на Македонија за извојување на полна политичка автономија на Македонија како заедничка татковина и држава на сите кои живеат од својот труд. Таа концепција за Македонија, како прогресивно демократска држава на Балканот, се јави како широко прифатлив народен интерес, така што редовите на Македонската револуционерна организација брзо се пополнуваа вдолж и вшир цела Македонија. Обединителната идеја за општа политичка борба ги пленеше духовите на народните маси по селата и градовите и ги надминуваше раздорите врз основа на конфесионалната и пропагандната припадност кон институциите на трите балкански држави, инсталирани во македонското општество. Мошне брзо се создаваше општо револуционерно движење, кое ги вовлекуваше и подготвуваше масите за борба за автономија на Македонија. Се создаваше дух на заедништво меѓу екзархиските и патриаршиските села и делови од населението. Во редовите на организацијата влегуваа и така наречените македонски бугари, и така наречените македонски грци, и така наречените македонски срби, и власите, како и дел од другите народности, кои во идејата за Македонија како заедничка држава на сите народности го гледале и својот интерес. Постапно, но сигурно, се градеше духот на заедништвото и свеста за општа револуционерна борба, како услов Македонија да биде зачувана цела и за сите. Таа тајна, внатрешна македонска револуционерна организација, со водството на Гоце Делчев, на Даме Груев и на плејадата други последователни на нивната идеологија и на нивниот пример, брзо ја развиваа четничката и борбената компонента на организацијата и масовно го револуционизираа, вооружуваа и готвеа за борба македонското население.
Се до 1896-97 година, споменатата револуционерна работа во Македонија главно остана тајна, неоткриена и непретпоставена, како за турските власти, така и за царска Русија. Но по така наречената Виничка афера од 1897 година, во која беше разоткриена широко распространетата мрежа на револуционерни комитети во Скопскиот Санџак и големо количество оружје на тие комитети, алармот на турските власти и на дипломатијата на царска Русија беше вклучен. И тоа ги вознемирува сите, особено руската политика која што има за задача да ја дели Македонија и која што нема никогаш намера од Македонија да прави посебна политичка единица на Балканот или држава, затоа што смета дека е неодржлива таа, оти се сите заинтересирани и тука ќе стане една голема балканска каша. Со цел да ја осигури својата политика кон Македонија и кон Балканот, Русија во мај 1897 година склучи тајна спогодба со Австро-Унгарија, со која беше утврдено дека на Балканот, по распадот на Турската империја, како држава ќе се создаде само уште Албанија, на просторот меѓу Скадар и Јанина, а другите турски балкански земји, меѓу кои и Македонија, ќе бидат поделени меѓу балканските соседни држави – Србија, Бугарија и Грција. По таа спогодба со Австро-Унгарија, царска Русија побрза да го неутрализира македонското ослободително движење и да ја елиминира македонската револуционерна организација. За таа цел, рускиот министер за надворешни работи, грофот Муравјев, во 1898 година, по повод критските немири и грчко-турската војна, им порачал на руските конзули во Македонија да им се соопшти на македонците да не се дрзнат да кренат во стание, доколку сепак на македонските водачи им успее да кренат во стание. Тогаш, од страна на Русија, тоа движење нека не се надева ниту на сочувство, ниту на помош. Напротив, императорското правителство ќе им предостави полна слобода на репресивните дејства на турските власти, за да им ги поништи револуционерните замисли на македонците во самиот зародиш. Политичкиот представник на Русија во Софија Бахметев го повикува Сарафов и му дава јасно до знање дека македонското прашање, клучот за македонското прашање не се наоѓа ниту во Македонија, ниту во Софија, туку во Петроград, и дека треба тој да се откажи од Врховниот комитет и да престанат тие активности, бидејќи инаку ќе се соочи со проблеми. Се разбира дека македонската организација има една своја логика, веќе едно свое движење. Самиот Сарафов со својот темперамент му откажува послушност на Бахметев, а овој му се заканува и му вели тогаш она организација тамо во Турција, сметана внатрешната македонска револуционерна организација на ВМРО, и ова тука, сметана Врховниот комитет во Бугарија, ќе одат во прав и пепел. И започнува една, така да се каже, агресивна руска политика кон македонското ослободително движење. Почна затворање интернација на видни членови на таа организација од страна на бугарските власти под притисок на Русија. Почнаа да се нижат провали во организацијата, при што во 1901 година беше уапсен целиот Централен комитет на ТМОРО во Солун и заточен во Подрумкале. Почнаа прогони, предавства и убиства на истакнати членови на организацијата, а високиот дипломат Зиновјев, руски амбасадор во Цариград, во април 1901 година, за време на неговиот прием кај султанот, остро им забележал на турските власти за нивната неодлучност кон македонските револуционери, инсистирајќи на енергична репресија. Абдул Хамид со задоволство ги прифатил тие руски совети, пошто во Македонија оттогаш почнало да се живее во ужас. Во 1902 година, по така нареченото Џумајско востание, кренато од страна на врховистичката емигрантска организација и по сознанието дека внатрешната македонска револуционерна организација планира идната 1903 година да крене општо востание, руската страна се зафати да ги спречи тие настани и конечно да се справи со македонското движење, оневозможувајќи постигнување на целите за кои се бореше ВМРО. Тука има некои документи кои што излегоа сепак од руските архиви, кога се предлага
Русија да го помогне уништувањето на внатрешната организација во сите три вилаети, значи во Солунскиот, Битолскиот и Скопскиот Санџак или Косовскиот вилает, и дека они како дипломатија го помагале тој процес, соработувајќи со турските власти и инсистирајќи турските власти безмилосно да се пресметуваат со Македонската револуционерна организација, меѓутоа дека се изненадени од жилавоста и упорноста на Македонската организација. Со таа намера руската страна дефинира комплетна програма и презема редица мерки на чии извршување строго инсистираше пред своите дипломати на теренот, кај турските власти и балканските дворови и влади. Програмата и незиното остварување беше направена по сугестија и под контрола на рускиот министер за надворешни работи, грофот Владимир Ламсдорф, со согласност на императорот Николај II и со помош на австро-унгарскиот министер за надворешни работи, баронот Агенор Голуховски. Програмата ги содржаше следните точки. Под 1. Забрана да се споменува членот 23 од Берлинскиот договор, зашто ќе ја разложил Турската империја и водел кон автономија на Македонија, пат по кој одела Македонската револуционерна организација, но не и руската политика. Под 2. Да не се наруши поделбата на вилаети и да не се образува единствена провинција Македонија. Под 3. Да не се допушти името Македонија, туку да се употребува името трите турски вилаети со нивно набројување. Во расправата за реформи во Македонија да не се употребува терминот генерал-губернатор и наместо него да се употребува терминот генерален инспектор. Да не се инсистира на создавање на Централен совет за трите вилаети, бидејќи на тој начин се асоцирало дека се угодува на Македонската револуционерна организација, која се стреми кон автономија на Македонија, што не е намера на руската страна. Да се направи реформа на имињата на милетите со вклучување на името Срб Милет и, под 7, во вилаетите како службен јазик, покрај турскиот, да биде јазикот на мнозинскиот милет, според конфесионалната припадност, што значело да се воведе паралелно со турскиот јазик и бугарскиот, грчкиот или српскиот јазик, а не македонскиот говорен јазик. И на тој начин една прва деноминација на Македонија и македонците и едно негирање комплетно, бидејќи не се прифаќа идејата за држава на Македонија. На тој начин не се прифаќа македонското движење преку ВМРО да прерасни во национално, ослободително и државнотворно мислење. По тие инструкции од есента 1902 година, рускиот министер за надворешни работи Ламсдорф на 7 февруари 1903 година му испратил телеграма на својот амбасадор во Париз, кнезот Урусов, со кој го задолжил да го извести францускиот министер за надворешни работи Делкасе дека тој, грофот Ламсдорф, се договорил со австро-унгарскиот министер Голуховски од тогаш натаму Македонија да не ја викат Македонија, туку трите турски вилаети, со набројување на имињата на вилаетите, а македонците да не ги викаат македонци, туку христијаните на трите турски вилаети, бидејќи според Ламсдорф, македонците не биле одделна нација. И он говорил, что каждая область имеет свое лицо, свой диалект, свою культуру, свои даже песни. И вот сказать, что вся Македония одна, вот одна культура, одним цветом можно рисовать, такого невозможно. По споменатите инструкции, Русија извршила притисок врз султанот да ја забрани употребата на името Македонија, што тој го сторил на 7 април 1903 година. Со тоа била заокружена деноминацијата на Македонија, со што намерата на царска Русија да ја деконструира и подели Македонија на соседните балкански држави добила соодветна процедура. Чувствувајќи дека ВМРО работите во Македонија ги придвижува кон востание, високо рангираниот дипломат грофот Петар Капнист, руски амбасадор во Виена, на 18 јуни 1 јули 1903 година му пишува на својот министер грофот Ламсдорф: излезот од Магепсаниот круг се состои во конечното уништување во трите вилаети на револуционерната организација. Таков разгром е правен и дотогаш, но се изненадени од жилавоста на организацијата.
Не се надева оти во наредните 2-3 месеци ќе се постигне таа цел. Споменатата цел царска Русија настојувала да ја постигне покревањето на Илинденското востание, кога им предоставила полна слобода на турските власти да применат крајно репресивни средства со цел да ги уништат македонските комитети и нивните раководители. Гушењето на востанието добило бестијални форми на отворен геноцид на македонското востание и невостанатото население во областите зафатени со востанието. Дури има една телеграма руска, каде што се вели дека на населението неког жалат они за таа катастрофа хуманитарна што случува во Македонија, меѓутоа им се препорачува на руските дипломати да разговара со населението и да се кажа дека ќе ги стави Русија по своја заштита, ќе ги заштити само ако се откажат од комитетите и од водачите. Што значи населението да се одврати од нив и дури да се спротистави на сето тоа. Се разбира, населението беше упорно врзано за своите комитети, оно беше воспитувано за борба за слобода и за своја автономија. Тоа не го направи, така што поништувањето и задушувањето на Илинденското востание е едно од најжестоките во историјата на пресметка на империите со востанатите народи. По востанието, Русија и Австро-Унгарија ги отфрлиле англиските предлози за назначување на генерал-гувернер на Македонија и за примена на членот 23 од Берлинскиот договор. Наместо тоа, предложиле генерален инспектор од редот на турските генерали, кој ќе треба да воведе ред во 3 турски вилаети и кој ќе продолжи да ги гони и уништува четите и водачите на револуционерната организација. Дополнително, со членот 3 од Мирцтекшките реформи, било решено да се направи нова територијална поделба на Македонија, за пореално да било групирано населението според конфесионалната припадност на македонски бугари, македонски грци и македонски срби. Со односната одредба на Мирцтекшкиот акт, Русија и Австро-Унгарија фактички прогласиле можна внатрешна промена на границите меѓу трите балкански пропаганди, со што започнала нивна меѓусебна четничка конфронтација со неизменичен крвав притисок врз местното население, за да ја смени страната и конфесијата. На насилствата им немало крај во таа прогласена јагма за територии и за нови линии на разграничување на трите балкански пропаганди на територијата на Македонија. Таа ситуација во Македонија, која продолжила да трае се до младотурската револуција од 1908 година и во која зеле учество и турските војни и жандармериски сили, кои ги прогонувале пред се силите на Македонската револуционерна организација, уништиле многу кадри и раководители на истата. Најтешките загуби за Македонската револуционерна организација биле сврзани со убиствата на Гоце Делчев во 1903 година и на Даме Груев во 1906 година. Тие двајца водачи и раководители на револуционерната организација биле последните обединувачки авторитети кои можеле да го одржуваат единството на организацијата. По нивната смрт, под притисок на околностите во Македонија и притисокот од балканските центри, а пред се од страна на бугарската држава, во 1906 и 1907 година настана расцеп и раскол во ВМРО, така што внатре во неа силите на одделните фракции на организацијата почнаа меѓусебно да се проследуваат и судираат. При тоа најбројната вооружена формација на ВМРО се приврзува со бугарската државна политика и со бугарскиот државен национализам, со што расколот доби националистички карактер, кој се пренесе и меѓу македонското население. Сето тоа ги обнови раздорите меѓу самото македонско население, изложено на страшниот и крвав притисок на четничката акција на трите балкански држави. Таа ситуација во Македонија погодуваше на руската политика за Македонија, така што кон факторите кои ја промовираа и ја правеа реална поделбата на Македонија на трите балкански држави, се приклучи и самото македонско население при расцепената и спротивставената негова револуционерна организација. Од таа состојба до конечното распарчување и присвојување на деловите на Македонија од страна на балканските соседни држави не помина многу време.
Во 1913 година, во меѓусебната крвава драма меѓу довчерашните балкански сојузници, заврши поделбата на Македонија и поништувањето на идејата за Македонија како општа и неделива македонска држава на сите нејзини народности и жители. Вот все это было до периода, значит, 1912 года, когда начинаются Первые и Вторые Балканские войны, и когда балканские союзники, значит, которых Россия помогла создать Балканский союз, под ее эгидой все это делалось, русские дипломаты внесли очень большой вклад в то, что этот Балканский союз 12 года осуществился, и договаривались они с сербами и с болгарами, вот, но союзники вышли из-под контроля российской дипломатии и стали решать свои проблемы силой оружия. Вот, таким образом, территория Македонии оказалась поделенной на различные части этой территории, отошли к разным государствам, которые были непосредственно соседями, то есть Греция, Сербия и Болгария. Со оглед на последиците, како траен епилог, станува очигледно дека за замислениот, пријателски и здружен Балкан, кој би бил пријателски настроен и кон царска Русија, Македонија беше погрешно употребена.